Почна активностите за реконструкција на улицата Цвета Јованова во населбата Автокоманда во Штип. Од вкупно 7 улици од населбата, ова улица е последна која што остана да биде реконструирана. Овде најпрво ќе се започне со првата фаза, а тоа е промена на подземната инфраструктура, рече градоначалникот Иван Јорданов, а веднаш потоа на надземната. Денес сакам да најавам почеток на активности на улицата Цвета Јованова во населба Автокоманда. Ова е последната улица во оваа населба која што остана да биде реконструирана. Претходно овде знаете дека повеќе од 7 улици се реконструираа со целосна замена на водоводната и канализациона мрежа, со третирање на тротоарите и на коловозните ленти. Последната улица е Цвета Јованова, која што денес заедно со јавното предпријатие ИСАР ќе се започне прва фаза од реконструкција, тоа е промена на подземната инфраструктура, водоводна линија со сите приклучоци на индивидуалните куќи кои што се наоѓаат на самата улица. Во наредните повеќе од 2 недели ќе се работи на промена на подземната инфраструктура, а веднаш потоа ќе се третираат тротоарите и ќе се нанесуваат 2 асфалтни слоја. Улицата Цвета Јованова е предвидена во буџетот на општина Штип. Повеќе од 1,2 милиони денари се одвоени за промена на подземната инфраструктура, за промена на застарената водоводна линија, а нешто околу 4 милиони денари е износот предвиден за асфалтирање и за третирање на тротоарските површини. Веднаш штом се подобрија временските услови, јавното предпријатие ИСАР отпочна со целосна замена и поставување на водоводната линија, истакна директорот на јавното предпријатие Александар Арсуски, во која што инвестиција ќе бидат опфатени повеќе од 50 семејства, додава тој. Како што претходно најавивме, веднаш штом временските услови го дозволат тоа, јавното предпријатие ИСАР отпочна со целосна замена и поставување на нова водоводна линија на улицата Цвета Јованова. Инвестицијата е 1.300.000 денари, ќе бидат опфатени повеќе од 50 семејства кои што веќе, значи, по завршувањето на реконструкцијата долгорочно ќе го решат проблемот со водоснабдувањето. Она што дополнително посочи градоначалникот Јорданов е дека улицата се очекува во наредните неколку недели да биде завршена, која што ќе биде добар пример како треба да изгледа една урбана и модерна населба на територија на општина Штип.